Добре дојавте на петата епизода на Беседа. Јас сум процесорот Јас сум свештеникот. и денешната тема ни е една многу интересна тема. Таа се вика спирална динамика. Пред да почнам да ја објаснам спирална динамика, односно да ја обработуваме, само да кажам дека ќе ја обработуваме во две епизоди, бидејќи спирална динамика е една доста сложена рамка за човековиот развиток и зрење, која што тешко е да се објасни во една епизода. Дури оригинално со свештеникот се мислевме да ја обработуваме во 3 епизоди, меѓутоа од друга страна свативме дека тоа ќе биде многу развлечено. Значи, ако може да дадам јас еден краток вовед во спирална динамика, па после ти да продолжиш. Може, свештениче? Повели. Епа, спирална динамика е теорија за објаснување на човековото однесување и човековиот развиток и нивоа на зрење. Ако се сеќавате, пред неколку епизоди зборувавме за процесот на зрење и нивоа на развиток. И таму спомнавме дека има неколку различни рамки, теории, како и да ги крстиме, кои што го објаснуваат човековото зрење. По таа епизода ја обработувавме и Масловата хиерархија на потреби, како една од првите модерни, да речеме, рамки, која што беше создадена од Абрахам Маслов во 40-тите и 50-тите години на 20-тиот век. Меѓутоа, таа рамка, Масловата хиерархија, е ограничена, бидејќи е една од првите, како што реков, во од модерните рамки, и после не заследуваат и неколку други. Колберговата и така натаму. Меѓутоа, една од оние теории или рамки, кои што досега може би најсофистицирано и најтемелно го објаснуваат човековото зрење и нивоата на развиток, според нашето сознание, е теоријата, односно рамката на спирална динамика, така се вика. Иако не сум сигурен дали треба тоа да го преведеме како спирална динамика или спирални динамики. Англискиот збор е spiral dynamics, како множина. И тоа може би спирална динамика е таман име. Спирална динамика е теорија или рамка која што е поделена на 8 нивоа и оригинално е изградена врз работата на господинот Грейвс, кој што дал теорија на човековиот развиток, која што се одвива во еден вид на спирала. Потоа, на работата на Грейвс се надоврзуваат Коен и не ми текна другиот автор точно, како се презиваше. Двајца автори се, кои во 96-та година ја пишуваат книгата за спирална динамика и која што многу им се базира на работата на претходната работа на Грейвс. А спирална динамика е поделена на 8 нивоа, кои што се објаснети со бои. Значи има 8 бои. Тие бои се првата боја е беж, па виолетова, црвена, сина, портокалова, зелена, жолта и туркизна. И наговестуваат дека можеби би имало некој 9 ниво, кој што би било корална боја поред нив. А според други некои рамки има друга боја. И овие нивоа практично ги објаснуваат се склопови на услови на живење и според условите на живење и капацитетите на поединците, на колективите, на народите, на цивилизациите општо, според нивните капацитети и според нивните услови во кои што се наоѓаат на живење, тие имаат различни типови на гледање на светот и различни проблеми со кои што се наоѓаат и различни решенија за нивните проблеми. И овие сите клопови на решенија, проблеми,
услови, локации, ситуации во кои што се наоѓаат, се собираат во така наречени метамеми. Така ги крстуваат Коен и другиот автор овие нивоа како метамеми. Значи овие боите што ги кажавме, беж, виолетова, црвена и така натаму, тие се како метамеми. Што значи тоа метамеми според нив? Тоа значи дека тие се како метамеми, како атрактори, како привлекувачи на други меми, односно на други узанси на однесување. Образци на однесување, кои што меѓу себе се лепат и кои што се меѓу себе кохерентни и создаваат обединет поглед кон светот во зависност од нивото во кое што се наоѓаш. Сега, во оваа прва епизода од двете, ќе ги обработуваме првите 6 меми, а во втората ќе ги обработуваме последните 2. И можеби тие што се над нив, ќе видиме, ако имаме време. Прашањето е зошто сега 6, а во втората уште 2. Зашто не ги поделиме на половина? Па одговорот е заради тоа што првите 6 метамеми или првите 6 нивоа практично се конвенционални нивоа. Тие се нивоа кои што во кои што сме навикнати да го гледаме по големиот дел од човештвото и кои што практично припаѓаат во заедно сите во една група, заради тоа што сите се насочени, како да кажам, се насочени, имаат менталитет на сиромаштво. Значи за нив нема доволно ресурси или нема доволно нешто што е потребно и тоа е како проблем, како основен проблем, мета проблем да речеме на сите нив, и се обидуваат да го решат тој проблем со различни видови на решенија. А вторите две во второто ниво, тие што се неконвенционални и постконвенционални, послеконвенционални, значи жолтото и трихизното ниво, тие доаѓаат од светогледот на богатство, од светогледот на достапност. И кај нив ги нема тие основните, како да кажем, екзистенцијални тензии и проблеми кои што ги има во долните 6 ниво. И затоа ние ќе ги поделиме на 2 епизоди. Дополнително е што последните 2 нивоа се многу пософистицирани, посложени и им треба повеќе да се објаснат, затоа што во себе веќе ги имаат интегрирано долните 6 нивоа. И значи во оваа епизода ќе ги обработуваме првите 6 нивоа. Една работа која што треба да се напомене во спирална динамика е дека ниедно ниво не е подобро од другите, ниедно ниво не е морално, значи местото на нивото не е израз на морална подобност. Каде некој човек ќе се наоѓа, или некоја група, или некој народ, или што и да е организација ќе се наоѓа, на кое ниво ќе се наоѓа, зависи од условите во кои што се наоѓа и зависи од решенијата кои што тие услови изискуваат за да се решат проблемите кои што се наоѓаат на тоа ниво. Ниедно ниво не е подобро од другото, туку секое ниво е потребно за да се префрли во следното. И сите нивоа се потребни за да се стигне до највисоките жолто и туркизно. Ваквиот светоглед, ваквиот поглед дека ниедно ниво не е лошо или добро, не е поглупо или попаметно, не е попросто или поживотинско или едноставно полошо, помалку вредно, ваквиот поглед на работите може да дојде само кога ќе се постигнат жолтата и туркизната фаза, односно постконвенционалните фази. Мислам дека овој вовед беше доволен, а сега ќе го оставам свештеникот да искоментира он и да почнеме со објаснување на првите 6 нива. Така, мислам дека одличен вовед Тоа што јас би рекол, ти велиш дека не ниедно од овие позиции или, како да кажам,
нивоа на свест не се подобри или полоши од другите. Меѓутоа, јас би рекол дека и покрај тоа што сите овие се неопходни, сепак можеме да видиме дека како што одиме нагоре се зголемува свеста и се зголемува квалитетот на животот и квалитетот на животот на групата во која што се наоѓа индивидуата и на самата група. Значи дека можеме да кажеме, условно кажано, дека секое ниво погоре е подобро од претходното, меѓутоа она што што е важно да се запамти е дека и покрај тоа што нивото подоле е помалку еволуирано или со помала свест, сепак е неопходно за да се живее еден балансиран, умерен, нормален живот. И ако едно, колку и да е тоа ниско поле, ако се игнорира, се доведува до одреден дисбаланс. Точно така. Така, дали сакаш да преминеме кон објаснување на сите овие полиња? Само да додам нешто. Од аспект на подобро, не мислев, пред се мислам на морално подобро. Во смисла дека, многу убаво кажете дека секое следно ниво е поеволуирано ниво. Тоа е пософистицирано, посложено и поеволуирано. Меѓутоа, секое ниво е потребно во однос на каде сме и се наоѓаме во развитокот. Ако не го поминеме, мислам, нивото во кое што се наоѓаме и кој што треба да го решиме, тоа е најдоброто во тој момент. Па после тоа преминува следното. Па може да почнеме, да. Може да почнеме. Прво да почнеме со беж. Така? Значи, првите три бои се беж, беж, виолетово и црвено. Беж, нивото на беж е целосно фокусирано на преживување. Ова е најосновното ниво кое што се наоѓа кај новороденчињата и кај бебињата и кај оние мали деца. Историски, ние вака сме живееле сите кога сме биле во саваните во Африка или во Јужна Европа, зависи од теоријата, од кај сме дошле. И во ова ниво практично човекот е апсолутно фокусиран на преживување, не гледа никаква разлика помеѓу себе и природата, не е еволуиран уште во мислата за да може да гледа било каква разлика. Живее постојано во моментот, за него нема иднина, нема минато, или е тоа многу ограничено, и се обидува да најде храна и да преживее денеска, па за утре ќе биде решавано утре. Практично животните, повеќето животни живеат на ова ниво, а некои напредни животни, како шимпанзата, почнуваат да се качуваат веќе на следните нивоа, како што ги гледаме. Сега, проблемите кои што ги решава ова ниво се да се остане жив како биолошки организам и да се продолжи својот ген преку сексуално општење. Социјалните услови во кои што се живеело биле мали банди на ловци и собирачи, кои што меѓу себе се заштитувале, и времето кога ова настанало кај луѓето е ова практично доминирало илјадници години како ситуација. Меѓутоа интересното е што некојаш може да се регресира на истото ниво кога има големи катастрофи, природни катастрофи или војна. Сега, сакаш ти нешто да искоментираш за беж? Да. Нивото беше, како што кажа ти, ниво на новороденчиња, на бебиња, меѓутоа е исто така едно ниво кое што сите ние го имаме, бидејќи ги обработува нашите нагони за преживување. Тоа е еден вид на рептилскиот мозок кој што ние го имаме, оној животински дел од нас кој што е заинтересиран само за преживување, за да се остави потомството и да се осигура дека твојот ген ќе продолжи да живее. И
Сите позиции можеме да ги класифицираме во сите овие полиња, значи сите бои можеме да кажеме за нив нешто добро и нешто лошо. Па така ја би сакал за секое од овие да кажам што е позитивното, а што е негативното, што е она што не лимитира во однос на севкупноста. Или максималната еволуција на потенцијална еволуција на еден човек. Она што е неопходно на овој основен степен, основен животински степен, тоа е нагонот за преживување. Значи, она во нас кое што не тера да не се самоубиеме, да станеме секој ден и да правиме нешто кое што ќе ни осигура преживување во иднината. И тоа е нешто кое што го имаме заеднички не само со животните, па дури и со растенијата и со уште по-ниските форми на живот, кои што во себе носат еден инстинкт за зачувување на интеграцијата на системот кој што е таа индивидуа, тој човек, таа жива особина, тој жив организам, да речеме. Негативноста во однос на човекот во ова поле е тоа што се манифестира со многу голема себичност, се манифестира со психотични животински нагони кои што не го земаат во предвид, не ја земаат во предвид групата и не ја земаат во предвид иднината, туку се некои постапки кои што се сега и овде да се задоволи некоја основна потреба. Ова се полиња кои што како човештво и како секакви видови на групи на луѓе го имаме еволуирано и го имаме надминато, тоест го имаме интегрирано во себе и не можам да кажам дека постојат групи на луѓе или постојат голем број на индивидуалци кои што се уште се заглавени на ова ниво, освен можеби некои видови на психопати и така натака, кои што не можат се ментално ограничени и не можат да размислуваат погоре од животинскиот нагон и се на ниво на, да речеме, поинтелигентни животни и се уште заглавени и неспособни да еволуираат во нешто погоре. Меѓутоа, генерално ова е поле кое што ние сите природно го имаме интегрирано, уште како мали, како новороденчиња, дури кој ќе стигнеме некоја возраст од 3-4 годинки, веќе природно овој степен на еволуција и на свест се надминува и се навлегува во вториот степен. Да. Може би таму го имаат некои, знаеш, луѓе кои што се многу стари и за кои што треба да се грижи за нив и кои што се на самиот крај на својот живот, тие мислам дека регресираат кон беш само. Можно е, да. Но општо земено многу ретко има луѓе кои што живеат денеска така. Па добро, може да преминеме тогаш на следното ниво. Да. Практично што се случува? Се случува да кога се живее во беш како што се живее таму, има одредени проблеми, а тоа е она голото преживување. Тоа е проблемот кој што треба да се реши и кога ќе се реши, тогаш се преминува во следното ниво. Тоа е виолетово ниво, кој што е објаснато како магично ниво. Сега во виолетовото ниво се појавуваат нови животни услови и нови проблеми кои што треба да се решаат. Значи, штом е решено голото преживување, почнува се обезбедува, да речеме, и време, и способности, и капацитети да се почне да се размислува за светот околу нас и не само за светот околу нас, туку и за другите луѓе кои што се во нашата банда. И практично ова ниво е нивото на племиња. Од беж имаме одредена некоја поединечност, индивидуалност. Меѓутоа, сега бидејќи почнуваме да живееме во племиња и бидејќи во племињата мора да работиме сите заедно затоа што условите на живот се многу тешки, поединецот станува понизен и во служба на племето, на неговата група.
местата каде што се развива ова виолетово ниво е практично во џунглата, во саваната, така натаму, во шуми, каде што сме живееле порано. Проблемите кои што треба да се решат е да се реши соживотот со други човечки суштества во свет кој што е необјаснив, кој што е мистичен и кој што за многу од работите кои што се случуваат се вадат одредени мистични објасненија и решенија. Што сакам да кажам под тоа? Во виолетовата фаза, во вторава фаза, тоа што се случува е дека човекот ослободен од голото преживување заради тоа што веќе има група за него која што сите заедно се грижат едни со други, па не мора он само да работи се, почува да мисли и почува да сваќа дека постои прично-последична врска. Почува да вгледа дека за некои работи постои логика. Ама тоа е толку едно рудиментирано чувство на логика, што понекогаш некои работи се објаснуваат на, ако ние ги погледнеме од денеска, од модерното современо општество, ни се апсолутно смешни. Но некои работи па и многу точни кои што ги имаме заборавено. Еве неколку примери. Објаснување дека ако им принесеме жртва ако принесеме жртва на духовите, на добрите духови, односно на духовите, ти ќе бидат добри. Ако не им принесеме жртва на духовите, ти ќе бидат лоши и ќе биде суша и нема да имаме доволно храна, нема да најдеме доволно храна или ќе ги избркаат сите животни и нема да можеме да преживееме. И сега ова е едно објаснување кое што денеска знаеме дека не е баш така дека функционира работата. Меѓутоа, од друга страна, тоа што се развива на нивото на виолетовото ниво е анимизмот. А анимизмот е поимање дека постои душа во се што постои во природата. И ова спознание, иако е рудиментирано на ова ниво, понатаму ќе видиме дека всушност држи многу вода и повторно се појавува на оние нивоата во постконвенционалните нивоа. Жолтото и трикизното. Времето кога настанува ова фаза е практично кога почнуваат луѓето од ловци и собирачи да се префрлаат кон земјоделие и кон сточарство. Може би некои од денешните земји на третиот свет се вакви и нормално младите деца, значи кога ќе надраснат фазата на бебиња, доаѓаат во оваа фаза, влегуваат во оваа виолетова фаза. Па, свештениче, нешто да искоментираш околу оваа фаза, например? Да кажа, во оваа фаза се уште можеме да најдеме некои остатоци живи фосили од човештвото кога ние сме биле во оваа фаза, кога генерално целото човештво живеело во оваа фаза. И тоа се некои племиња кои што можеме да ги најдеме во Африка, како банту црнците, како пигмејците, потоа во Индискиот океан има острови со племиња кои што живеат потполно во овој менталитет, во Микронезија исто така. Микронезија, Јужна Америка, во покрај коритото на Амазон реката и така натака. Значи се уште може да се најдат, иако многу лимитирано и многу во мали групи, многу ретко, меѓутоа се уште постојат групации на луѓе кои што каде што доминира оваа еволуција на свеста. И оваа свест, нели, како што кажа, се одликува со голема љубов и приврзаност за племето. Се што е во племето е свето и добро, се што е надвор е зло и треба да се бега од него и да се уништи. И можеме да видиме дека овој начин на живење долги години, значи милениуми,
осигурал преживување на одредени племиња и на човештвото, така да корисните работи се евидентни, а тоа е зачувување чување на интегритетот на човештвото во подолг временски период. Меѓутоа, исто така овој начин на размислување може да биде и многу ригиден и поради тоа да биде подложен на уништување, поготово од цивилизации кои што се поеволуирани, како освојувачи и така натака, кои што без проблем можат да ги искористат средствата надвор од свеста на племето и да го уништат племето или да го изманипулираат да се самоуништи. Како тоа што се случило во Америка? Како тоа што се случило во Америка или што се случило во Африка истекот на вековите, каде што поеволуирани банди и племиња ги уништуваат веќе утврдените традиционални племиња кои што постојат. Да. И едноставно и покрај тоа што е подложно на една долго преживување низ текот на годините, сепак не е подложно на брзи промени во надворешноста, а да не збориме за тоа дека свеста на луѓето е многу ниска и не се наградува и не се стимулира размислување, не се стимулира инвенција, тоест откритија на различни работи и исто така има големи казни за секој што ќе прекрши законот на племето, како што се бркање и смртни казни. Точно така се бара апсолутно понизување кон потребите на племето, на заедницата. Да, и тоа е се со цел да се одржи статус квото, да се одржи интегритетот, меѓутоа она што се жртвува се жртвува индивидуализмот до еден максимален степен и се жртвува креативната мок и слободата на индивидуата. Така е. И тоа доаѓа до создавање на проблеми во виолетовата фаза кои што изискуваат нови решенија, а тие нови решенија се наоѓаат во следната фаза. Па така можеме да прераснеме, да се префрлиме да ја обяснуваме следната фаза. Да, може. Значи, следната фаза би била црвената фаза. Тоа е фаза која што јас ја нарекувам фаза на освојувачи, каде што се уште можеме да најдеме исто така дури поголем број него претходната фаза на организации или теми кои што каде што доминира оваа црвена фаза и тука можеме да ги сместиме одредени криминални банди во Африка, оние наркокартели во Јужна Америка, мафиите во Северна Америка и во Европа, клановите во Азија и така натака. Тоа се различни банди кои што се составени со една цел, а тоа е се поголема собирање и акумулирање на се поголема мок, растење во силата, растење во доминацијата врз другите луѓе и така натака, со цел не само да се осигура преживувањето, туку и да се подобри преживувањето преку тоа што ќе се одземат ресурсите од другите луѓе, од оние кои што се надвор од твоето племе. Значи, ова е буквално племе кое што видело дека, низ текот на времето, видело дека поголема шанса за преживување ќе има ако не само ако седи и се штити од надворешноста, туку ако активно ја нападне надворешноста и ако почне да освојува други племиња, да им ги зима жените, да им ги зема ресурсите и така натака. И на тој начин не само што се расте во мокта, туку се расте и во славата и силата на оној кој што е главен на тоа племе кој што освојува и затоа ја нарекувам оваа група на освојувачи, свесно освојувачи и се карактеризира со голема агресија, со желба за физичка и статусна доминација врз другите луѓе и еден вид на чувствување на супериорност
во однос на другите луѓе. Колку се чувствуваш посупериорен и колку другите луѓе ти даваат валидација дека си супериорен, толку твојата вредност е поголема. Значи, оваа свест е подобра, можеме да речеме, релативно кажано, или поеволуирана од предходната, бидејќи сепак оди во светот и се бори со светот, не се штити, не се брани, не е затворена во едно собствено мало клопче на постоење, туку е надвор во светот и пробува да ја, за прв пат пробува да се смени, човекот пробува да смени надворешноста, а не само да биде дел од промените и работите што се случуваат во околината во која што се наоѓа, туку сака да биде активен учесник во тоа и сака да својата волја да ја манифестира. Значи, сепак се работи за едно поеволуирано ниво, меѓутоа во однос на сегашната свест која што имаме како луѓе, и покрај тоа што во тоа време, овој начин на верување, значи збориме некои пред можеби 6000 години, 7000 години, овој начин на размислување бил основен начин на размислување и оние кои што биле доминантни освојувачи и така натака, кралеви, се сметале за врвот на човековата еволуција. Меѓутоа сега можеме да видиме дека дека овој начин на размислување е еден канцер, еден рак врз општеството и дека сите луѓе кои што каде што доминира оваа црвена фаза се агресивни, се уништувачи, се криминалци и се нешто кое што не влече надоле во како човештво, во нашата еволуција и во нашето нормално живење, меѓутоа е нешто кое што мораме ние да го интегрираме во себе си, да интегрираме таа агресија и таа потреба за мок и за доминација и за освојување на надворешноста, со цел да можеме да напреднеме во се поголеми и поголеми нивоа. Што би додал ти, процесоре? Ова што го каже беше одлично едно експозе на црвената фаза, црвеното ниво. Јас само би додал една работа, а тоа е дека црвеното ниво е првото ниво во кое што поединецот добива една централна точка, централна улога. Затоа што тоа е реакција на преголемото угнетување од страна на племето во виолетовата. И тука разни поединци кои што сваќаат дека водачите во племето или племето општо ги нема решенијата на сите проблеми, ниту па објасненијата кои што важат, ниту па се логични објасненијата кои што ги кажуваат, затоа што многу често се темелат на мистични несофистицирани објаснувања. Тие поединци се обидуваат да, како реакција на ваквото угнетување од страна на племето кое што бара цел време статус кво и никој да не го растура редот, тие делуваат контра тоа со еден вид на еготистично себе промовирање и со еготистично себе, ајде да речеме, насила буткање против племето. И затоа црвената фаза е фокусирана на поединецот многу, на, да речеме, една можеби зачеток на нарцисоидноста, да речеме, на онаа полусвесна нарцисоидност и еготистичност. Сега, тоа е едната точка која што би искоментирал, која што би додал на црвената фаза. Вториот коментар ми се движи кон тоа да увидиме и нашите следачи да увидат што се случува. Значи, почнавме прво од Беж. Беж не беше фокусирано ниту на поединец, ниту на група, ниту на... Едноставно тоа беше голо преживување. Меѓутоа, кога беше решено голото преживување преку разни банди, да речеме, потоа голото преживување, односно тоа возможи да се премине во виолетовата фаза во која што е племето и кај што племето доминира врз поединецот.
Меѓутоа, заради таа доминација и тоа огнетување на племето врз поединецот, некои поединци кои што се моќни реагираат и реагираат против ваквото угнетување и се влегува во црвената фаза, каде што станува надпревар помеѓу поединците. Значи, нашето, да речеме, овој циклус на еволуција и социјална, а и лична еволуција се движи од ништо, од недиференцирано животно, кон племе, кон колектив, па кон поединец. И ќе видиме дека понатаму нивоата кои што следат, например, ова следното ниво кој што следи после црвената фаза, таа е плавата, сината, таа па е повторно фокусирана на колективот. Па таа која што следи после незе е повторно фокусирана на поединецот. И цело време има скок помеѓу колективот и поединецот. Цело време има скок помеѓу служам на другите и се служам на себе си. Служам на другите и се служам на себе си. И ова е една интересна динамика која што постои во оваа рамка на спирална динамика и така и се поделени и боите практично. Тие што се светли бои, беж, црвена, портокалова и жолта, тие се повеќе фокусирани на поединеца. Тие што се темни бои, виолетова, сина, зелена и туркизна, тие се повеќе фокусирани на колективот, односно веќе жолта и туркизна веќе не се занимаваат толку со колективи, туку повеќе со интеграција на сеопштото постоење. Ова го кажувам, го коментирам затоа што првпат го среќаваме овој скок тука од виолетовата во црвената фаза и сакав да им го предочам на нашите слушатели за да не го утнат кога ќе ги објаснуваме следните фази. Така што црвената фаза е преживување на тие што се најмоќни или тие што највеќе се прилагодени. Тука се доминира со сила. Ваквите ситуации, како што ги обясни ти, се наоѓаат во некои ги обясни ти неколку ситуации кај што се наоѓа денеска живењето во црвена фаза, меѓутоа интересното е дека црвената фаза например многу често се наоѓа во затвори. Дали си помислите на тоа? Да, секако. Да. Оваа фаза кога во човековиот развиток практично се појавува кога ќе заврши детството и кога ќе почне адолесцентноста. Практично тинеџерски години. И интересното е дека се појавувала во историјата обично пред појавувањето на империите. И тоа е тоа со црвената фаза. Дали имаме нешто да додадеме околу незе? Со тоа што може би не само не завршиле кога се појавиле империите, туку продолжило се до појавата на големите религии, јас би рекол. Да. И тоа е преминот. Да продолжам со плавата фаза, верете? Ете така, да. Значи, може само да објасниме кои се проблемите во црвената фаза. Во црвената фаза проблемите се дека има преголем индивидуализам и дека има преголем надпревар помеѓу поединците, кој е најак, кој е најсилен, кој ќе успее, кој кого ќе заколе, кој кого ќе победи, кој кого ќе издоминира. И ваквиот начин на живење носи кон хаос во редовното живење и не може да се воспостави некаква организација, некакви правила на игра и тоа е проблемот. Проблемот е неможност да се воспостават правила на игра кои што ќе важат за сите и тоа го изискува скокот во следната фаза, плавата. Така. Која што е апсолутистичка. Може да ја обясниш сега. Така, исто така еден од големите проблеми е огромната агресија и големата безмилосност кога се соочуваш со твоите непријатели. Да. Нистекот на времето, како што голем број на освојувачи се освојувале, убивале други послаби од нив народи, племиња, села и така натака. И како што растел бројот на луѓе и бројот на нации, се повеќе се светот станувал се поголем и поголем, бидејќи ширеле оние групи и царства, да речеме, групи на освојувачи, се стигнало до одредена
позиција каде што групите или царствата, системите на овие, да речам, освојувачи, станале толку многу агресивни, бидејќи нивната желба за мок и за доминација врз другите била многу голема и не можело, почнало да се стига до одредени апсурди, до големи масакри, големи погроми, кои што веќе биле некомпатабилни со преживувањето на човештвото. Исто така биле нефункционални за животот на обичниот човек, кој што не бил освојувач, туку бил обичен земјоделец, сточар и така натака. И поради тоа се јавувале одредени пионери, можам да кажам интелектуални и духовни пионери, како што се некои луѓе кои што до ден денес ги следиме и кои што формирале религии, меѓутоа и други филозофи, кои што ја акцентирале потребата за еволуција и за групирање во едни поголеми групи на луѓе кои што се обединети не врз индивидуалната желба за доминација, туку врз желбата за поголемо добро. Што тоа значи? Тоа значи да се обединат заедно, како за основа на нивното обединување земале одредено божество. Најчесто Господ, и тука е раѓањето на оние монотеистични религии и на некои политеистични исто така. Меѓутоа главно се расшириле монотеистичните религии кога пробало тие со себе го носеле оваа нова фаза на еволуција, која што е плавата фаза, или јас ја нарекувам фаза на цивилизации, бидејќи за прв пат луѓето почнале да размислуваат во рамки на глобален ентитет во однос на љубов и грижа, помагање на оние кои што се не само твоето племе, туку целата твоја религија или целата твоја група во која што припаѓаш, а таа група може да биде и целиот свет. Например, раните христијани и раните муслимани, кои што потоа се граделе на христијаните, увиделе дека може дека не мора луѓето да бидат робови и дека и робот е човек како тебе, со тоа што му се даваат услови за слобода. Значи, христијанството им дало услови на луѓето да ја променат својата вера во христијанство и ќе бидат нема да бидат повеќе робови, ќе бидат слободни. Значи, еден од првите закони било дека христијанин не може да биде роб. И на тој начин, постепено, со текот на времето, почнале да се создаваат одредени правила, каде што секој кој што ќе превземе тоа верување или тие некои начини на однесување, кои што ќе ги превземе за свој, ќе се има милост кон него. Веќе нема да се доминираат тие луѓе, нема да се освојуваат, нема да се убиваат тие луѓе, нема да се покажува безмилосност и агресија. Значи, тука веќе се запознаваме со првите обиди за глобален мир, за љубов и така натака. И ова е еволутивен систем кој што постои до ден денес и тоа е многу голем број на луѓе. Тука можеме да ги видиме значи, оние, да речам, ригорозни верници, кои што се во оваа група, од различни религии, потоа има одредени луѓе кои што се припаѓаат на одредени политички гледишта, како, да речам, комунистите или воукистите, оние ново создадени разбудени левичари или либерали, кои што запаѓаат во една форма на љубов, меѓутоа само кон својата група, која што може да биде и бесконечна, не е само племе веќе, туку може да биде и целото човештво, меѓутоа се додека ги почитува нашите правила и нашите норми. Како што кажав, значи, добрата работа е тоа што
ова група на луѓе и оваа свест се грижи за човештвото и сака да го спаси, меѓутоа преку почитување на своите правила. Лошото е она кое што го гледаме и до ден денеска, тоа е религиозен фундаментализам, каде што се покажува безмилосност кон сите оние кои што не ги делат до точка твоите верувања, потоа одредена интелектуална заглавеност во догмите, во кои што мора да се веруваат, одредена морална затапеност и исто така има една ограниченост на духовното развивање, бидејќи твоето духовно развивање мора да биде низ призмата на догмата која што е утврдена веќе. Точно така. Оваа фаза е догматична, односно апсолутистичка, затоа што што се подразбира под апсолутистичка, дека утврдените правила на игра или точката, авторитетот од кој што се носи објаснувањето за како функционира универзумот и што треба да се прави и кои се моралните правила, што е добро и што е лошо и што е злобно и што е трагедија, што е лошо, се апсолутни и мора да се почитуваат. Сега, јас би рекол дека ова е фазата на зачетокот на империите, односно царствата. Значи, во црвената фаза, предходната, поред мене тоа беше фазата на кралства. Односно, следната фаза, односно таа пред незе беше племиња, од племињата кога ќе се организираат доволно базирани на еготистичната пирамида на авторитет која што во врвот се базира едниот поединец, односно кралот, тоа беше кралство. Во оваа фаза, во сината фаза сега, кралствата се почнуваат да се спојуваат, ама единствениот начин како може да се спојат, односно има два начина како може да се спојат. Едниот е како да кажам на сила, каде што некое кралство ќе почне да ги поробува сите околни кралства и да ги победува и да ги интегрира во себе, нивните територии, нивните луѓе. А вториот начин е преку идеолошко убедување дека ние сме сите исти и дека сите сме луѓе и сите треба да ги почитуваме истите правила на едниот авторитет, а тој авторитет е империјата, односно царството, кое што седи над кралствата и кој што ги интегрира во себе си. Практично, зборот за царство е еднакво и со империја, затоа што царство доаѓа од Цезар, кој што бил император. Па така, во плавата фаза ги гледаме за зачетоците на империите историски, но и не само историски, туку и некои полумодерни, да речеме. Класичен пример е Римското царство, односно Римската империја. Меѓутоа, исто таков пример за империја во плавата фаза бил Советскиот сојуз, например, и неговата обсесија со ширење на комунизам, светска револуција и марксистички идеали. И можеме да видиме дека и Римската империја и Советскиот сојуз и Отоманската, односно Османската империја и сите други империи се ги базирале своите, од која ќе се развиеле малку, значи не веднаш кога ќе настанале, затоа што кога ќе настанувале во црвената фаза и почнувале, биле како кралство и сакале да ги победат сите други. Меѓутоа, од кога ќе се утврдале како империи, можеме да видиме дека сите тие прифаќале универзалистички идеологии кои што имале за цел да ги убедат другите кралства и поединците кои што постојат во нив и групите, дека ние сме сите исти и дека сите треба да се сплотиме заедно во големата империја, под нејзина капа и под нејзин авторитет. Тоа римјаните го правеле со тоа што сите ги правеле римјани, иако ги поробиле македонците, тракици, атењани, не знам, и другите што ги поробиле. Тоа римјаните го правеле така, сите биле римјани за нив. Советски сојуз тоа го правил преку идеологијата на комунизмот и сите сме еднакви и слични
работи. Османлиите го правеле со тоа што за сите групи внатре не ги правеле сите турци, не ги насила, не ги женеле или мажеле за да ги уништат генетски или како народ, туку ги признавале дека постојат, само што сите морале да бидат понизни кон султанат. И тоа се случило и во Кина, кога израснала Чинг династијата во империја. И тоа се случува и ден денеска со Западната империја, која што практично ги шири овие модерни во наводници пробудени и продуховени вредности на сите сме еднакви, човекови права, права за ЛГБТ, права за жените и така натаму. Значи тоа е повторно израз на истото тоа плава фаза, меѓутоа оваа идеологија која што ја шират империите мора да биде според нив неприкосновена и не смее да се доведе во прашање. Тоа гледаме дека го прават модерно Западната империја го прави, меѓутоа го правеле сите, и Советски сојуз го правел, на сила ги угушувал нели сите бунтови против комунизмот и против таа идеологија. Истото го правела и Југославија, само во друг фазон. Истото го правила и Римската империја, сите тие што се бореле против неја и што не сакале да ја прифатат, ја ги тепала, ги поробувала, ги сечала, ги правила робови. Сега, уште една интересна работа е дека христијанството се појавува кога веќе Римската република прераснува во империја. И интересното е што на почетокот Римската империја се борела против христијанството, затоа што тој бил еден конкурентен систем на конкурентен идеолошки систем. Ама од кога го прифатила, па после тоа почела да го шири на секаде. После тоа нели во Византија, практично христијанството станало еден стожер на Византија. И тоа што сакам да го кажам е дека плавата фаза е фокусирана на апсолутистички идеали или авторитет кој што потекнува, а највисокиот авторитет нормално потекнува од Бог, од Господ. И понатаму надоле се спушта хиерархијата, па и самиот император е практично вдахнат од Господ за да владее. И интересното е што тој не може само да владее апсолутисти, он е апсолутен, он е монарх, апсолутно владее, царе, ама мора да се придржува до одредени правила на однесување кои што му ги одредува идеолошкиот систем, имено религијата или комунизмот или што иде. Така. Како што можеме да видиме дека ова плава фаза и покрај тоа што ја подобрила човештвото со внесување на одредени концепти како правда, без разлика која е твојата мок, сепак можеш да бараш правда и сите сме еднакви пред Господа и така натака. Потоа милост, одредени правила на живење кои што се интринзично добри. Сепак гледаме дека има своји лимитации. Со текот на времето, како што луѓето почнале се посилно да ги чувствуваат овие лимитации врз нивниот живот, некаде јас би рекол со почеток на индустријската револуција, можеби малку пред тоа, почнало да се раѓа новата свест или новото поле на постоење, на живење на животот, а тоа е портокаловото, така беше портокаловото поле? Да, следната е портокалово точно. Кое што јас го нарекувам поле на материјалисти. Точно така. Ова поле се карактеризира со оставање на оние замислени работи, онаа религија или оние митови, легенди, и се фокусираме кон она што е материјално и фактички вистина. И не само тоа, туку се фокусираме кон она кое што ќе ни направи бенефит во животот, врз основа на она
врз основа на материјалните ресурси кои што можеме да ги исползуваме. Тоа што значи? Тоа значи дека доколку откриеш нешто и успееш да го продадеш, успееш да го промовираш или отвориш добар силен бизнис, успешен бизнис, или си научник кој што открива нови аспекти на реалноста, ти си човек кој што си поеволуиран во однос на луѓето кои што живеат во пониска фаза или во фаза на чиста догма. И со тек на време, после индустријската револуција, почнал еден бум на ваков тип на размислување, каде што луѓето од некои, да речам, феудалци почнувале да стануваат капиталисти, почнувале да стануваат луѓе кои што акумулирале пари, кои што тие пари ги инвестирале повторно за своите бизниси, за не само подобрување на околината каде што живеат они, меѓутоа подобрување на животот и на другите луѓе, меѓутоа се тоа со цел да си го подобрат својата финансиска состојба и својата состојба во однос на моќта и влијанието кое што го имаат. И ова можеме да видиме дека е уште поеволуирана фаза, значи ти веќе не освојуваш, не пробуваш да ги контролираш луѓето врз основа на своите верувања или пак врз основа на сила, меѓутоа сакаш да имаш доминација врз другите луѓе, сакаш да имаш поквалитетен живот од другите луѓе, меѓутоа на еден по-суптилен начин, доста по-фин начин, каде што И манипулативен. Да, и манипулативен начин, каде што ти едноставно правиш нешто или откриваш нешто кое што можеш да им го продадеш на нив или со кое што можеш да ја придобиеш нивната валидација. И ова е во однос на сите претходни нивоа добро, затоа што тука нема насилство, тука има напротив, има подобрување на квалитетот на животот, значи се создаваат нови изуми како што е парната локомотива, како што се парниот брод и така натака, и иновациите кои што следуваат, значи се понатака и понатака, како што е струјата, како што е одиме се до моменталните откритија, како што се авионите, мобилните телефони и така натака, меѓутоа и она што можеме да го видиме на политичката сцена, значи создавање на парламентарни демократии, создавање на председателства, одредени позиции на моќ кои што се менливи, кои што не се за секогаш тука едноставно може да се сменат врз основа на кој има поголемо влијание врз надворешноста. И тука се дава поголема моќ кај индивидуите и се подобрува животот на сите луѓе. Значи, ако сакаш да бидеш влијателен, ако сакаш да бидеш моќен, ти треба да понудиш некој добар, треба да понудиш нешто добро за другите луѓе да може да го користат и за да ти ја дадат валидацијата и позицијата која што ја бараш. И контролата која што секогаш, и моќта и контролата која што ти оди со тоа. Секако, со текот на времето, како што овој начин на размислување се развивал, почнале да се гледаат и негативните аспекти на ова, тоа е пред се уништување на природата, меѓутоа исто така и преголемата контрола на компаниите, кои што сега веќе ако старите кралеви и цареви директно контролирале светот или своето царство, сега можеме да видиме дека има едно суптилно контролирање преку влијание на државите кои што постојат, преку контролирање на политичарите, преку контролирање на економијата и така натака, и гледаме едно владење на светот, меѓутоа од сенка. И исто така гледаме едно уништување на она што е квалитетно во човековиот живот, се со цел
поголема материјална добивка. Тоа е од едната страна, од другата страна збориме се уште за штетните аспекти на овој начин на размислување, добиваме една филозофија на чист материјализам, каде што веќе духовното е нешто заостанато, тоа е нешто од минатото и сега треба да се фокусираме на филозофии кои што се чисто хедонистички, кои што се можеби не хедонистички, меѓутоа заосновани само на сирови факти кои што постојат, чиста наука и филозофии како што е атеизмот, како што е нихилизмот и така натака, кои што не учат дека само она кое што можам да го видам, да го опипам или со некој сензор да го откриам, само тоа е она што постои, тоа е тоа што е важно. Ние сме една вреќа со различни хемикалии, тоа е човекот, тоа е секое животно и едноставно нашиот живот е толку. Вредност на нашиот живот е во материјата која што ја поседуваме и во искуствата кои што ќе си ги почувствуваме додека сме живи. Да, протоколовата фаза практично е, ајде да ја крстиме, материјалистичка и научна фаза и она во класичното разбирање на науката која што се појавува после со хуманизмот и со ренесансата практично и која што е фокусирана само на она што може материјално да се утврди како вистина или како факт. Се она што се однесува на субјективното и на мистичното, митското и духовното, се тоа се прикази за мали деца кои што треба да се напуштат, сега сме посозреани и сега треба да ги решаваме работите преку материјална, како да речам, стекнување со материјални ресурси и богатства. Меѓутоа, оваа фаза е премногу фокусирана на, значи, за разлика од плавата која што беше повторно колективистичка фаза, оваа фаза е фокусирана повторно на поединците, односно еготистичка фаза е, се служам себе си. И таа е како реакција на плавата фаза и не е ни чудно зашто ја мрази плавата фаза. Зашто ги мрази оние религиозни луѓе, а интересно што не го разбираат луѓето кои што се наоѓаат во протоколовата фаза, е дека таа фаза не можела воопшто да настане ако не настанале работните навики и дисциплината кои што се развиваат во плавата фаза. Така што тука веќе и гледаме како практично се интегрираат работите, затоа што ти, еве да речеме, класична една протоколова приказна на предприемач кој што сака да стане богат. Тој, ова се еготистични желби, меѓутоа тој не може да го направи тоа ако нема дисциплина, ако нема работни навики, кои што сите се развиваат во неговата сина фаза, неговата плава фаза, а не во протоколовата фаза. Протоколовата фаза е заработување, меѓутоа навиките и начинот на работа и себе дисциплина и поништување на сопствените, да речеме, ниски страсти и желби или нивното одложување или канализирање во попродуктивни активности кои што создаваат повеќе материјално богатство е нешто што се создава во сината фаза, а не во протоколовата. И многу убаво спомнати дека ваквото однесување помеѓу поединците, практично преголемото фокусирање на профит, на финансиска или материјална добивка, без оглед на како ние ја злоупотребуваме и уништуваме и користиме природата и како се однесуваме спрема другите луѓе, бидејќи практично луѓето во протоколовата фаза, оние кои што се успешни, ги гледаат другите кои што не се успешни како помалку вредни. Тоа како ресурс. И како ресурс, ама и општо ги гледаат како помалку вредни. Демек, ете не успеале, значи помалку вредиш. Немаат едно општо уважение за основната вредност на сите луѓе, ја напуштаат таа затоа што почнуваат се да мерат во материјални средства, што е еден основ на нарцисоидна морална корупција практично. И овие сите проблеми, злоупотреба на ресурсите, уништување на природата, немање на сочувство со другите луѓе, практично создаваат нови проблеми кои што
на кои што се бараат нови решенија, а тие нови решенија се бараат во последната фаза од конвенционалните фази, а таа е зелената фаза. Зелената фаза е означена како релативистичка. Дали би сакал да дадеш еден вовет на зелената? Нема проблем. Значи, зелената фаза е фаза која што е помалку застапена моментално во светот, бидејќи се уште, јас би рекол, доминира оваа претходната портокалова фаза. А портокалова и плава би рекол дека доминира. Да. Меѓутоа, по моје гледиште, портокаловата фаза е една која што моментално е во најголема асценденција, значи во најголема расширеност, најголем удел има. Меѓутоа, тука е се уште оној преод од плава кон портокалова и постепено почнува и преод од плава кон оваа сега што ќе збориме, тоа е зелената. Јас би ја рекол дека е нарекол фаза на да речеме поунитарен живот, поунитарна фаза. Можеби не е далеко од холистичка, меѓутоа е како што и самата боја укажува, е зелена фаза. Фаза која што се грижиш за природата, меѓутоа се грижиш и за чувствата на другите, се грижиш за страдањето на сите други животни и така натака. Оваа фаза почнува по мене некаде крајот на Втора светска војна, каде што луѓето веќе поминале еден век со посведочиле големи страдања, големи геноциди, страшни војни, страшни оружја кои што биле употребени за прв пат. Го виделе, едноставно ја виделе бруталноста на човештвото и она максимална незагриженост за човечкиот живот која што ја имаат претходните фази, значи и портокаловата и плавата фаза, која што се загрижени за својата идеологија или за своето праење пари, наместо за да се заштити чистиот живот на индивидуата, на поединецот. И поради тоа постепено луѓето почнале, новите луѓе, поготово младите, почнале да се одвојуваат од оваа материјалистичка филозофија и да започнуваат нови филозофии или нови гледишта на животот, а тоа е едно гледиште кое што се заоснова на почит, љубов кон другите луѓе, љубов кон природата, желба за да се разберат сите начини на гледишта, сите филозофии, сите религии, да нема омраза од една религија кон друга, туку да има една взаемна почит и исто така и разбирање и почит помеѓу националностите. Тоа е буквално еден одговор на национал-социјализмот кој што во тоа време се развил, кој што велел дека треба да се една раса е над другите раси, и ова фаза на човековата свест е потикната, јас би рекол, можеби во одреден дел и од тие размислувања, каде што луѓето велат дека сега сите сме еднакви и дека можеме да живееме заедно, почитувајќи си ги нашите различности. Тука и доаѓаат оние фрази како што е диверзитетот е наша сила и така натака, кои што фрази кои што укажуваат дека можеме заедно сите да направиме подобар свет за живење ако се обединиме, а не ако се делиме и војуваме меѓу себе, и не ако се гледаме себе си како ресурс и како чисти материјални вреќи од биолошки вреќи, значи кои што само екзистираат, туку како нешто подлабоко, нешто повисоко, и тука има едно повторно враќање кон митологијата, кон религијата, меѓутоа сега на едно малце повисоко, по суптилно ниво, поеволуирано, по духовно ниво, каде што веќе не си толку заглавен во догмата, туку секој човек има еден свој вид на духовно разбирање и така натака, кој што е, меѓутоа сите се заосноваат на
љубов и на правичност, на вистина, на слобода и така натака. Ова е секако одговор на капиталистичката идеологија на портокаловото, кое што е праење пари и откривање на реалноста каква е, чист фокус на умот и на материјалноста, дека има фокус на срцето, има фокус на оној психолошки, духовен момент од нашето екзистирање и така натака. И се базира на едно полесно живење. Значи не е толку фокусирано кон праење пари, туку е фокусирано кон едноставно уживање во животот. Уживањето дека се жив. Секако се гради врз основа на тоа, значи не е дека овие луѓе се безработници, меѓутоа не гледаат да го максимизираат својот профит, туку гледаат да уживаат малку и во својот профит и е можеби најеволуирана фаза во однос на првава група на конвенционалните, да. На конвенционални групи. Секако и оваа група можеме да видиме дека си носи своји штетни последици или штетни начини на размислување и однесување. Тоа е во главно преголемата емпатија, која што ги носи и преголемата опуштеност. Дури угнетувачка емпатија. Да, точно, самоубиствена емпатија. Да. Која што ги носи луѓето до позиции каде што даваат премногу слобода или премногу ресурси или на оној кој што не е толку еволуиран за да ги користи тие ресурси и со тоа тие си наштетуваат самите на себе и во исто време се подложни на размислувања и верувања кои што се доста езотерични, непотврдени, во голема мера и невистинити, само затоа што сакаат да го избегнат на материјалистичко верување на науката. Например, имаш неколку примери? Како, например, она духовност која што сега се шири низ светот, како еден вид на си палам свекички, си уживам во миризливи стапчиња, си правам некоја јога, се растегнувам и готово, јас сум просветлен, јас сум достигнал максимумот на животот. Или си одам кај некој гуру, си го слушам него и тоа е врвот на духовноста. Да, ја мразам класичната религија, ама ќе одам кај гуру. Ќе одам кај гуру или ќе си правам некои своји начини на филозофија, на живење, меѓутоа не ја разбираат суштината на духовноста. Кој е причината и која е целта на духовноста, не може да ја разберат, туку мислат дека тоа е еден бунтовнички живот кој што бега од материјалноста, а е безцелен. Или е само за уживање. Па затоа и многу од тие забегуваат кон по-лесни или по-тешки дроги. Убаво што го кажа ова на крајот од твоето излагање, затоа што тука можеме да ги видиме некои модерни појави, како например оние што се демек пробудените woke, некои модерни типови на, како да кажам, прогресивен либерализам, зачинет со марксизам и со други некои, конкретно се овие се некои левичарски модерни погледи, да речем, или филозофии, кои што во исто време, како што напоменавме, ги мразат и ги одбиваат класичните религии, а самите себе си се однесуваат како религија и не дозволуваат никој да ја предизвикува догмата која што ја шират. Модерните, например, оние што се прогресивни, така наречени погледи, кои што се номинално се вака убави за слушање и убави како обланда од околу кој ќе ги видиме се многу прифатливи на прва, меѓутоа кој ќе загрепкаме малку под површината, гледаме дека таму нешто смрди. Например,
Такви филозофи се модерниот феминизам, практично кој што е фемшовинизам, после тоа обсесијата и она угнетувачката обсесија со ЛГБТ права и не знам ти слични работи, обсесијата со помагање на малцинствата или со помагање на овие што се мигрантите, како што кажа ти, дури самоубиствени некои себе наштетувачки нагони имаат во смисла на дојдете избеглици, односно од, например, од Сирија или од Ирак или од не знам ти каде, и после тоа тие таму во Малме се пукаат по улици, не можеш да влезеш во некој гета на тие избеглици кои што дошле од Сирија или од Еритреја, силуваат жени и така натаму, меѓутоа тие жени повторно идат и шират и ги обвинуваат белите мажи заради тоа што избеглиците нив ги силувале затоа што били изфрустрирани од белите мажи, бидејќи белите мажи нешто им правеле. Значи, некои фикс идеи кои што немаат не се здрав разум, меѓутоа се одредени како идеологии кои што се еден вид на квази религии, не се допрени со Господ, не се допрени со Бог, ниту со духот, ниту со други работи, ја немаат својата, речеме, основа во Бог или во универзумот или како се што го кажеш. Меѓутоа се однесуваат како религии во плавата фаза и се апсолутно како да кажам, угнетувачки спрема сите оние кои што ги предизвикуваат. Такви се овие модерни вок, нели, и овие други прогресивни кои што ги спомнав сега. Да, воедно и ги доместифицираат луѓето, ги прават слаби и ги прават нефункционални во однос на реалниот свет. Да, точно. Па види, зеленава фаза е повторно колективистичка фаза. Значи портокаловата беше индивидуалистичка, ова е, односно за поединецот, ова е колективистичка фаза и нормално дека во колективистичката фаза идејата е дека поединците треба да слабеат за сметка на колективот. Кој да е колективот, дали е woke колективот, дали е LGBT колективот, дали е не знам кој, ама треба поединецот да слабе и не многу да се бунтува. Туку да придонесува и да се жртвува себе си за интересите на колективот. Сега позитивните работи на зелената фаза, како што рече ти, таа настанува како еден вид на фрустрација и на исказ на критика кон она портокалова фаза која што ја уништува природата, која што нема никакво сочувство за слабите, за неуспешните, и во зелената фаза практично покрај овие негативниве аспекти, има и позитивни аспекти, а тоа е дека почнува секоја перспектива да се уважува, па и на слабите, па и на угнетените, и нормално дека ова е еден вид на, како кажам, нагон да се воспостави еден вид на еднаквост, како што тие номинално ја шират или ја име дел од филозофијата. Водет, оваа фаза практично настанува кај оние, да речеме, млади, адолесценти, кои што нивните родители се успешни, биле успешни во портокаловата фаза и сега они можеле да влезат во зелената фаза без да се борат за да успеат материјално. Се гради врз претходната. Се гради врз претходната, како и сите други. А сепак е со голема бунтовност кон него. Да, па затоа што е реакција на негативните последици од портокаловата. И тоа е тоа, практично тука ги завршуваме првите 6 конвенционални фази или бои и ќе продолжиме со постконвенционалните во следната наша емисија, а таму ќе објасниме и, односно ќе гледам да објасниме зошто теоријата, односно оваа рамка се вика спирална динамика и што е тука спиралата и што е динамиката. Веќе нашите следачи може да ја насетат од ова што го зборуваме, меѓутоа ќе го објаснам убаво во следната. Само на кратко едно сиже на оваа епизода. Значи, спирална динамика е теорија која што е почнува со една книга во 96-та година од двајца автори, кои што се градат па на претходен автори на претходните рамки кои што други автори, како например Маслов или други ги имаат направено.
и која што е поделена на 8 нивоа. Првите 6 нивоа се конвенционални, последните 2 или 3, ќе видиме, се постконвенционални. Првите 6 нивоа се насочени од аспект на сиромаштво и се обидуваат да ги решат проблемите кои што настануваат со одредено сиромаштво на различни работи кои што се барат во таа фаза. Поделени се на бои, 6 бои се беж, виолетова, црвена, сина, портокалова и зелена, и сите тие меѓу себе се градат и практично сите тие се решенија за проблемите од претходната фаза. Денеска ги завршивме првите 6 во конвенционалните 6, а во следната епизода продолжуваме со постконвенционалните жолта, тиркизна и ќе видиме корална веројатно. Дали имаш некаква практична работа која што би сакал нашите следачи да извлечат од ова? Најдобро е нашите следачи внимателно да ги изслушаат карактеристиките и позитивни и негативни на сите овие форми или на свест кои што ги набројавме и ги објаснивме, и да пробаат да ги најдат во себе, бидејќи оваа идеологија, оваа филозофија, овој начин на гледање на социопсихолошкиот развиток на човекот е не само колективен, туку е индивидуален, и секој човек во себе ги надминува овие фази, од мало бебе, првата фаза, до како што се развива себе си, сите овие фази до старост мора да ги помине. Меѓутоа, многу луѓе заглавуваат на одредена фаза или заглавуваат во одреден дел на една фаза, па во друг дел на друга фаза и така натака, и не успеваат да се интегрираат себе си целосно, па така да ги внимаваат сите овие полиња, сите овие нивоа на свест, и да ги побараат во себе, за да видат како може од едно ниво да стигнат, да си ги преработат, да си ги интегрираат работите во себе, да преминат од едно ниво на друго. Со самото тоа што тие ќе бидат свесни дека во себе имаат заглавено одредени сегменти од некои пониски нивоа на свест низ оваа спирална динамика, тие неминовно влагаат во жолтата фаза, ги надминуваат сите овие фази кога само си свесен дека во тебе имаш аспекти од повеќе фази. Баш сега тоа ќе го искоментирав, дека овој коментар што го даваше практично доаѓа од жолтото пред се. Значи, веројатно практичната поинта која што треба да се извлече е дека сите фази треба да ги развиеме во себе си и да ги поминеме. Ако не ги поминеме, ќе ни останат проблеми кои што ќе се влечат и ќе не оневозможуваат во подоцнежниот развиток. Па може да завршиме тука, така? Поздрав! Поздрав!